Во Струмичката котлина има многу села со богата историја, а меѓу нив секако е и Муртино, оддалечено 8 километри од Струмица. Жителите се чесни луѓе горди на своето село. Според последните податоци во селото живеат околу 2200 жители. Но денес Муртино по ништо не се разликува од останатите населени места во општина Струмица, освен што се поврзува со актуелна личност од политиката. Местото кое претендираше на самостојност во 2005 година со територијалната поделба ја загуби титулата на општина и се припои кон Струмица. Одлуката беше донесена во собранието, а за неа гласаше и нивниот сограѓанин и градоначалник на Струмица, тогашен пратеник Зоран Заев. По ова, општина Муртино, во која спаѓа и селата Моноспитово, Банско и Сачево, беше распуштена. Граѓаните кои ги затекнавме сред село велат дека тука одамна нема ништо ново направено. Улици со години чекаат за асфалтирање, канали за чистење, канализации за поставување. Не е комплетирано тук да се задоволи тук народа. Нищо не е направено. Се мисли само за отжело, не се мисли за народа. Икс години това, што е направено од комунизма, од Југославија, не е подновено од последните 25 години, од кога сум стал на Македонија. Како што е направено пред 25-30 години, това од центарот, така се стоа едини парк там околу што има од центарот, што се 5-10 на 100 од држава, некако се менат сијалици, некако се чистат, друго нема ништо. Задоволен од таа страна, затоа што и да бараш нема кој да ти влезе во сустрет. Примерно сега покренем инициатива да се чистат канавките, кидеш во комуналец, лесно таа наша работа, а за пар да ти земат, ти земат. Улица до градоначалник сум 5-6 пати поднесувал барање доле од нивната канцеларија. И преди 6 години ту асфалтира една улица там од центарот према Чифлико, го повиках да дојде да види, само ми рече знам на Стара река. А ден денеска нема ни канализација, живееме 7 фамилии во слепа улица еден вид, ни канализација има ископано, а 10 пати доваѓат да снимат некои инженери или што се не знам. За колку има потреба? Ние асфалтирана улица, само това остана слепо црево. Оно што во меѓувреме се случува на централно ниво е влегувањето во пазар со националните интереси. Водејќи се од актуелните случувања, секојдневните протестни маршеви низ цела држава, ги запрашавме и жителите на Муртино што мислат за тиранската платформа и позитивниот став на Заев кон неа. Демонстрација слушаме низ селе, што да правам? Как ќе распустар така? Се слага народот со тоа опште. На това тамака не би Не служил. слага, затоа што ја сега пред малце зборуваме тоа дека има албански знамина по улиците, тоа оно разочарано од таа смисла, ама има кој да решава тие проблеми, ние шо? Ако треба да дојде двојачност тука, например, ние тука во Струмица, како може да се направи двојачност? Значи треба да ги иселиме ние тие од западот, тука да дојдат и да имат двојачност. Тоа треба да мине 50 години, треба да има. 50 години да дојдат, па тек после да има двојачност. Кој ќе зборува тука? Двојачност. Шо? На кој основ? Они са по 100 години, пример, 80 години и он не памне Турчин да живеел туа. Албанец да живеел. Още от Титовата такова, там имаше знамена по нивните продавници. Добре, там живеят, там нека си има. По нивните продавници во Штогоево имаше знамена. И се во секоја установа. Ама не може тук да има у Муртинската школа да има едно дете албанче да донесе албански професор или наставник. И ако дойде наставник ќе маат со камен. како би било сега у Муртино земноделски крај некои чушки, френки се продава, ќе дојде албанец сак да му ја купува дома, ќе му говори албански. Ранковниот договор и довија си се што требаше. Ти прават, што повеќе прават. А ние какви право не има, ние е тук сме дотепани. Што право има? И таа власт, ако дојде, треба телевизија да ја остава слободни, не да се работат слободно. Ето, ваша. Да говориме албански важно. А другото, ако за арно на македонскиот народ, арно, таа платформата што изјавена, што и тај големата коса што ја јавува, не ќе ме баш. Македонци за нас не признават македонци, албанците не ни чакат. Они викат, нема македонци, как сега ние да сакаме?
И како што неодамна пишуваше и дневниот весник Дневник, на Муртино не смее да му се случи судбината на Паралово. Муртинци се чесни и големи луѓе кои нема да дозволат од своето место да имаат предавник на Македонија. Ако е така, Муртино нема време за чекање. Време е чесните жители на ова прекрасно струмичко село со масовен собир сред село јавно да се оградат од него, замолувајќи го македонскиот народ да не го поврзува со селото. Ако не го направат тоа, нивното село најверојатно ќе ја доживее судбината на Паралово, за кое веќе еден век се пее песната за колективно шпиунство и предавство во врска со убиството на војводата Ѓорги Сугаре. Бог да ги бие шпиуните параловци, Ѓоргија што ми го предадоја.